Еднаш реков, меѓутоа сакам да направам една кореографија на оваа најавна шпица. Пам-пам, тан-тан, пам-пам, некако така да дојда, па некако да излегувам со таква најава. Но ќе го размислам тој момент и можеби од некоја следна емисија и ќе го направам тоа. Ајде официјално добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на Фидбек. Драги и почитувани гледачи кои што во моментов сте на фреквенцијата на најдобрата телевизија, тоа се разбира Телма телевизија. Јас сум Милена Митева, знаете дека и денеска, оваа сабота, ќе се дружиме со вас па скоро 1 час, 50 на минути, каде што ќе имаме одлична дружба со супер гости, со супер музика. DJ Брик ми е секогаш тука, не смеам да не ги кажам сите овие луѓе кои што се позади камерите, оние луѓе кои што се горе во режија, продукција и така натаму, без кои што се разбира оваа емисија не би била тоа што е. Така да некако денеска ми дојде, не знам, да си ги испофалам сите оние кои што работат на оваа емисија, затоа што добиваме постојано пофалби од ваша страна, па сакам тоа и јавно да го кажам дека не е само до мене, туку до цела оваа екипа. Пред да ги кажам гостите, само да ви кажам дека можете да не погледнете на YouTube каналот, каде што можете да ги пронајдете сите емисии доколку не сте ги гледале. И се разбира, имаме Instagram профил, каде што можете да ги пратите сите оние информации кои што би рекла, можеби најнови информации во однос на оваа емисија. Нема да должам многу, после джинглот одиме со најава со гостите. Музиката секогаш ме тира да се разигрувам. Ви кажав, од следна емисија влегувам со кореографија, па да видиме како тоа ќе изгледа. Инаку ги видовте фотографиите на мојот провечерашен гостин. Искрено ми е драго што имам еден таков професионалец во мојата емисија. Станува збор за човек со богато искуство, со една јасна визија во однос на тоа што прави и како прави. Специјалист, дерматовенеролог, сопственик на Вивидерм, заедно со неговата супруга. Ке разговараме на актуелни теми, предизвици во однос на оваа професија, колку медицината оди напред и така натаму. Човек за кој што има многу да се каже, човек за кој што зад кој што стојат многу конгреси, многу предавања, многу семинари и така натаму. Меѓутоа нема јас да зборувам за него. Ќе го имаме токму доктор Вангел Битолјано овде во студиото на Фидбек, па со него ќе си кажеме што има да си кажеме. Вангел, повели. Hello. Здраво. Добро вечер, како си? Добар, супер. Вака застани ми само овде за да може позади ова. Вака може. Ајте така. Може за да може камерата да те лови. Идеме да се гледаме. И за да се гледаме вака како што треба. За почеток одиме на ти. Може нели? Добро, како си? Супер. Работно секојдневни врски, тоа. Тоа е тоа. Добро. Барем овој период. Верувам дека е така. Во вашата професија буквално секогаш има работа. Па да, 24 сати. Верувам. Ординација или терен? Ординација или терен. Сега тоа многу дискутабилно прашање за одговор, пошто терен носи лечење на една друга патологија. Значи, теренски работат колегите кои што се во, например, во брза помош, во итната медицина, каде што нели мора да се реагира на место каде што се случило, а не знаат. Иначе веќе во ординација се пристапува многу постручно, по-конкретно, за да се реши колку што е можно и тој проблем доколку ви го донесат од терен како итен, па ако има време да се сработи, да дојдеш до точната диагноза, а во ординација веќе подруго, пошто можеш да го припремаш пациентот, па може да ти се чувствуваш покомотно во ординација. Така е. Да. Кажи ми, клиничка дерматологија или естетска дерматологија? Клиничка дерматологија. Добро. Превенција или третман? Превенција. Секогаш. Да, и тоа се посебно во твојата професија. Да, у секоја професија тоа е тренд у светот, значи веќе да се оди тоа се нарекува стручно куративна или превентивна медицина. Со каде што веќе високо развиените држави и законски го ограничуваат тоа и
многу болести се фаќаат на време, се лечат целосно. Значи не се чека да се дојде до некоја фаза каде што нема назад. Обично е, кај нас е така, се доцни. Ние докторите тоа го викаме терминална фаза, таа е фаза више каде што немаш многу можности што да направиш. Избор, така е. Брз резултат или долгорочен ефект? Па се вака, медицината... И двете, него медицината никој пат тоа и на пациентите им го кажувам, па и на, помлади колеги кои што доаѓаат на некоја едукација, никој пат не е 1+1=2. Така е. Значи, секој човек е индивидуален, секоја терапија различно делува на секој човек. Кај некој тоа иде многу брзо, кај некој иде поспоро, така да кај некој има брз ефект, кај некој има подолг. Различно, значи од пациентот си зависи. Од пациентот и од проблемот кој што го има. Што повеќе те исполнува? Работа со клиенти или евентуално предавање, едукација? Едукација, не, практична. Значи практична работа, да. Со пациенти. Кај докторите посебно важи кога ќе се каже искуството, нели? Да. Со текот на годините искуството е многу важно, меѓутоа и иновативноста е многу важна. Од друга страна, иновативноста пак е секогаш, како да кажеме, послабата карика заради тоа што сепак е новитет. Да. Сега, ако треба да се одбере искуство или иновативност, што би било тоа? Што би бил изборот? Изборот е следен, значи мора да се напредува. Значи мора да имаш искуство за да додеш до иновативност. Не можеш да внесеш иновативност ако немаш искуство. Да. Така е, едно со друго. Конгреси во странство или локални семинари? Па нормално конгреси во странство. Сега веќе сме во сум во период кога конгреси како конгреси, предавања и така натаму нешто слушаме во однос на новите терапии, али генерално во последните 3-4 години се насочувам не на конгреси, него каде што има воркшопови, односно работилници, да сработиш баш тие иновативни работи, да ти покажат како тоа се прави. Баш практична работа. Да, тоа се некои работи кои што си ги издела, ама не до крај, па да ти ги дообјаснам. Супер. Да. Море или планина? Планина. Добро. Појадок или вечера? Тука зависи. Вечера поиш. Вечера, добро. Тишина додека работиш или сепак нешто да ти свири во позадина? Обавезно да свири, да има музика, галама. Така сум бил и на факултет и на специализација, не сум можел да учам у во тишина. комплетна тишина. Не, со музика стално. И исто и на работа. Супер. Вања, фала ти, се гледаме на позиција. Да, си ги изгледав и јас фотографиите. Искрено се радувам што имам двајца прекрасни гости во студиото на Фидбек. Големи професионалци, повторно ќе кажам, во тоа што го работат. Едниот во докторската работа, другиот во архитектурата, односно во дизајнот. Станува збор за млад, но веќе истагнат и признат како архитект, така и дизајнер и основач на интериер дизајн студиото 1010 Architects. Дојде ни од Црна Гора, овде во Македонија. Зошто е тоа така? Зошто не одбра, например, Словенија или Австрија? Ќе го прашам. Да знае. Неговиот фокус е познат по функционалноста, меѓутоа и естетиката, што искрено ме радува заради тоа што многу често дизајнерите сега сакаат да прават нешто вау, а од друга страна да не е тоа функционално. Кај него не е тоа така, напротив, функционалноста и естетиката одат едно со друго. Инаку е исто така предавач на International Balkan University на смерот дизајн на интериер, но за сите предизвици во неговата професија ќе зборуваме со Лука Радович. Дами и господа, Лука. Здраво, Лука, како си? Супер. Како се можеме на тие? На ти. Поинаку не сакам да разговарам. Ето, се слагам. Така е. За почеток, како си? Дали добро се осеќаш во студиото? Одлично. Драго ми е. Ајде за почеток, никако бидејќи во најавата го кажав, зошто Македонија? Што бараш тука? И што бараш овде? Што бараш овде? Веќе 14 години тоа се повторува и се повторува, више луѓето што те знаат и ја знаат позадината и свама пак се враќаш, што бараш тука?
Не знам, 80-те години имаше таа некоја миграција на црногорски млади луѓе кои што студираа у странство, да речеме странство, тоест регионот, и некако Скопје на дел од црногорците беше актуелна дестинација за студии. Така и татко ми отида на студии у Скопје на Музеот за историја, Факултетот за историја и уметност, и он уствари историчар на уметноста со археологија и кустос. Ја запознава мајка ми, која што е од Куманово, и ја зима љубовта, нели, голема, и си ја враќа назад во Црна Гора. Има една реченица кај нас велат од каде е жената, од таму е родата. Така да, ти си тогаш македонец, извини. Така да. Шала на страна. И така да, јас од мал сум врзан со Македонија, зашто ние секое лето сме тука. Значи, секое лето не носеле фамилијата на мајка ми, посетување, шетање, татко ми е заљубен во Македонија, поготово Скопје, пошто тој регион, тука му е матичното место. Па добро, тука студирал, нормално, тука нешто те влече едноставно и тоа е тоа. Така завршив. Почеток одиме со оние или прашања, па кажи ми концепт или детали. Па концепт. Детали прават. Добро. Урбан простор или рурален? За уредување. Рурален е предизвик. Така? Предпоставував. Работа во тим или самостојна креација? Само тим. Само тим. Добро, имаш прекрасен тим, баш ги коментиравме фотографиите, навистина супер. Колку број? Сега моментално сме 6. 6. Ова 10 архитект има некакво значење? Има. Добра, ќе ни го објасниш или? Па тоа е во суштина не поврзано тотално со работата, не поврзано со тимот, тоа е дата на раѓање на брат ми. Супер. Добро. Скица на хартија или дигитален модел? Скица на хартија. Секогаш, знае. Old school. My man. Предавање на ИБУ или проект со клиенти? И двете, не ги двојам. Не може да се одвојат, Предизвик нели? има едното и другото. Добро. Книга или филм за дизајн? Филм за дизајн. Добро. Минимализам или некаков еклектичен стил? Последните неколку месеци еклектичен стил, не знам како и зашто. Добро. Вајде се засетив Инаку кога си ти во прашање си минималист, секогаш, да. Си го Тоа бараш она што не тоа што не го Што не носиш, го носиш сега во моментов како експресија. Тлее во тебе, да. Да, го вадиш надвор. Добро. Неопходното прашање Македонија или Црна Гора? Не ги двојам. Подеднакво? Па подеднакво, да. Добро. Ајде поправиме ако ги грешам. Кели Уерслер или Филип Старк? Кели Уерслер. Да? Да, муза ми. Браво. А Том Диксон или Дейвид Роквел? Диксон. Дизајнот на Диксон е вонувременски. Да. Боја или текстура како централна инспирација? Текстура? Текстура, материјалот, допирот. Да, каков е што е. Супер. Фала ти, Лука, се гледаме на позиција. Фала на тебе. И ето, да си се јавиме сега од оваа страна на студиото, каде што ќе си направиме малку така убав, лабав разговор со моите вечерашни гости. Повторно ќе кажам дека многу им се радувам со оглед на тоа дека станува збор и за мои добри пријатели, меѓутоа и за огромни професионалци во тоа што го работат. Уште еднаш и официјално добро вечер. Добро вечер. Првото прашање кој што секогаш и за секого ми се намитнува е како знаевте дека ќе бидете тоа што сте денес и кога проценивте дека архитектурата, односно медицината се вашите полици? Седно, нема ред. Може. Има еден интересантен момент кој што не често го кажувам, ама прва идеја за мене како дете немаше врска со архитектура. Сакав да аплицирам во војна марина во Црна Гора. Интересно. Да. И слушнаа дома. Нема шанс. Дигнаа паника. Нормално. И не можам да кажам дека архитектура беше алтернатива, ама некако така сум пораснат со уметност, со музика, со сликари, со режисери, со фотографи. Све околу мене беше нешто поврзано со уметноста. И сам почнав да си скицираш, да си црташ. Да, имам освајано некои како
6-7 деленец некој надпревари по ликовна по часови по ликовна култура и си викам ајде тоа е тоа. И се запишав средно архитектонско во Црна Гора и уште у прва година средно знаев дека во Скопје ќе студирам архитектура. Јасно ти беше зацртано. Да, ама тоа беше и план, знаеш, онако ќе се зацрташ нешто, кога си имаш цел. Добро, убаво е тоа, да си имаш став, цел во животот и одиш по таа линија и еве си каде што си во моментов. Вања, како беше кај тебе? Добро, ти имаш бекграунд. Без разлика, бекграундот си е бекграунд. Нормално дека се тоа генетски процеси кои што се префрлаат, нели? Генетски од поколение на поколение, али од многу мало, се колку и да звучи чудно, па мислам дека бев 5 одделени. Дека више знаев и бев одлучен. Нека тоа Вака диши правеше? Па не само диши, милион работи сум правила. Нормално гледајќи и дома што се случува, голем интерес за природни науки, стално, например, не ме интересирале никој пат обштествени, математика најмалку, тоа од старт ми беше анулирано. Никој пат не сум Никој леле, јас не сакам математика, да си признавам вака јавно. Средно дури, ќе кажам отворено, дури не идев на часови, не можев, му кажав на професорот што ќе ми се ова со 2, со 3, со 4 непознати. Па интеграли, па изводи. Па не знам, отворени функции. Да. Па дропки, па Да, и корени. дај ми викам нешто друго да ти решам и толку тоа е јас што мислам дека треба. Иначе од 5 одделенија сум имал афинитети, например, кај што растев во тој дел, значи кај што е сега факултетот за физичка култура, таму биле порано старите гробишта, например, на Скопје, па копаа за парно, па имаше многу најверојатно што не ги пренеле гробови, скелети и така натаму, па ете собирав коски. Те интересирало коски од луѓе, да, па идев на институт за анатомија, на судска медицина да ми објаснат како тоа се препарира. Да, тоа е. И после голем дел од нив ми остана дома и фала Богу ми се најдоа за учење на испит по анатомија. Предпоставувам. На 5 годишна возраст. 5 одделенија. 5 одделенија, добро, веќе разбирам. На 5 годишна возраст со коскиве дури си исплаши. Не, 5 одделенија, 10 години. Добро сте размислувале ли што би биле доколку не сте тоа што сте денес? Еве, можеби маринец, војник или тоа е не нешто знам. што можеби да отишло у тој тек на работите како тогаш да се десило, тоа ќе беше тотално друга страна на мојот живот, ама отиде у сферата на архитектура и дизајнот, на уметноста и сега од оваа гледна точка не можам да замислам. Не би можеле да се замислите како никогаш не имала алтернатива. Така. Не, и кај мене немаше алтернатива. Или тоа, или ништо. Дури у наше време имаше приемен испит, што сега го немаат. Дури да го, така им кажав и дома, и да го паднам, кидам, тогаш идеш уште у војска. Така, кидам у војска, па наредна година пак. Да, немаше друга алтернатива. Така беше и кај мене, кога аплицирав, ти даваат еден лист каде што запишуваш, пошто јас бев владин стипендист, и ти даваат ако се запишеш на факултет што сакаш да се запишеш, си се запишеш, ала ако не те примат алтернатива и уште едно поле. Така. И остана празно. Нема друга опција и готово, тоа е тоа. Супер, можеби затоа и сте толку успешни во работата, затоа што сте биле насочени кон една работа. Обично кога си насочен кон повеќе работи, па се губи оној момент на фокус на една работа. И сега, многу често ти ми изреагира на одредени дизајнери, за докториве Свицки веќе да не правам муабет. Меѓутоа, што е тоа што еден доктор, односно еден архитект, дизајнер, ги прави добри и успешни? Со оглед на тоа дека секој во денешно време може да се нарече и доктор и дизајнер, меѓутоа да нема блага врска со тоа што навистина треба да се работи. Кои карактеристики можеби треба да ги поседува и што ги прави добри докторите, односно дизајнерите? Тоа го зборнавме со Вања пред емисијата. Колку ствари струките ни се различни, уствари се слични. Јас сметам дека секој си има на некој начин свој талент.
Така. Меѓутоа, тоа што го зборнав на Сувања, што установивме дека дисциплина и посветеност константна е патот, да речеме, до некој успех. Можем, Супер, сите сме така. на некој начин талентирани, ама ако не се воведе таа дисциплина и ако не си имаш цел јасно и да посветеност одење кон целта, Се служувам. не можам да кажам дека е џаба, ама поспор е патот. Како викаат, талент нека е 5%, 95% е работа. Да. Конкретни за талентот, работа и љубов. Љубов, поготово во медицина, пошто многу опиплива работа кој што не би можел секој да Медицината работи. стварно треба да имаш Пошто покрај желудник за медицина. Да, пошто покрај некој пат убави вести можеш да кажеш и лоши вести, кои што не се баш едноставни да ги пренесеш. Нормално дека делот од тие емоции остануваат и кај тебе и се тоа се акумулира и така натаму. Да, убаво го постави прашањето доктор или архитект или било што, секој може со диплома, но не е баш така. Не е баш така, пошто ако не си доволно посветен и ако не го сакаш тоа што го работиш, ако идеш на работа и ако ти е тешко, тоа значи дека не си за таму, треба нешто друго. И нонстоп, нормално нонстоп постојано одење, следење на нови техники, нови правила, нови лекови, пристапот према пациентите, поготово зборам сега од аспект на доктор специјалист, кој што е многу битно кога доаѓа пациент, каде што односот кон пациентот, односно кон клиентот во случајот на не само односот, него треба да бидеш спремен, пошто ти си сега на една позиција која што во секој општество е на највисокото ниво. Зборам од интелектуалните, и според плаќање и така натаму, и според одговорноста која што работиш. Значи, за да бидеш прав доктор, односно интелектуалец, треба толку да читаш, толку да бидеш посветен, за да можеш да го спуштиш твоето ниво на разговор према соговорникот. Односно да може да те разговараш, разбере. да може да те разбере и ти да го прашаш обични работи, обични прашања со кои што он ќе се почувствува дека ти го сваќаш. И дека остварува довербата према тебе. Да, и довербата. И тука остваруваш контакт и ние тоа го викаме анамнеза, која што ако е добро земена е 80% од дијагнозата. Така. Исто и кај нас анамнезата на клиентите, баш анамнеза е тоа. Си навлегол у приватниот дел, приватната сфера на некоја фамилија која што треба да од нашата перспектива да ја вселиш, да ја вдомиш во просторот кој што е во нивниот посед, треба да им овозможиш услови за понатака наредните 20 години на таа фамилија и тие луѓе живеат квалитетно во просторот во кој што се. Каде живееш, што ти е домот, нормално. Ние не можеме да се дрзнеме да кажеме дека имаме одговорност толкава како што имате вие, меѓутоа имаме одговорности према луѓе кои што ќе се вселат внатре на долг рок. Ти можеш или да им го подобриш животот, или не дај Боже да го влошиш. али можеш и можеш да го влошиш, ама можеш да го уништиш. Деликатна е работата, тенка е границата помеѓу тие две работи и не го гледаш тоа само од аспект на уметност, го гледаш и од аспект на функција, од аспект на квалитет на животот, стандардите и системот на кој што они функционираат во тој простор. Секоја фамилија, секој луѓе на кои што ние ги работиме интериерите се индивидуалци. Сега се постава прашањето дали вие имате ваш стил како студио, како тим, ваш стил препознатлив. Не, немаме. Немаме од причина што секој човек си е различен на свој начин и секој си има свои барања. Прилагодувате така кон барањата на трендови и брендови кои што се моментот активни може да направат некој печат кој што ќе остава впечаток дека е нешто унифицирано, меѓутоа секој човек си е индивидуален и правиме интериери, правиме проекти кои што се сите различни. Така. Што правите во ситуација, бидејќи имате константна работа со луѓе, што правите во ситуација кога ќе се побара од вас невозможното, односно сега зборувам невозможно. Вие ќе предложите што треба да се направи, што е нели функционално, што е добро во случајов за пациентот. Меѓутоа, контра на тоа се бара нешто сосема друго и поинакво. Дали овде се повлекувате? Не, дали овде се повлекувате и викате овде така и друг доктор или небитно архитект или едноставно се обидувате да се борите со
Значи, со луѓето. Нема повлекување, едноставно тоа што треба да го направиш, односно што треба пациентот да го направи, што ти го бараш, тоа е тоа. Ако не сака, дали ќе иде кај друг доктор или не, тука веќе не можеш да импровизираш. Сакам да кажам, се има таа црвена линија до каде се може. И црвена линија, нашата, например, наука е ограничена и со таа така наречена медицина базирана на докази, протоколи по кои што треба да одиш во фазите на диагностички испитувања, и сега ако некој не ја прима терапата, ја прима, тука веќе разговараш посериозно или прекинуваш да го правиш тоа, пошто нема да има резултат. Така. Добро, сепак вашето име нели стои за тоа и затоа прашувам. Ти кога ќе го кажеш, ќе ја кажеш диагнозата, ќе ја ставиш терапијата, ставаш и факсимил и печат. Кој што е правосилно. Така, затоа и ви го поставив тоа прашање. Така да си стоиш и нема што сака пациентот. Пациентот е доен кај тебе за ти да му помогнеш, мене да ми помогнеш. Тоа сакам да го кажам, они доаѓаат кај нас затоа што сме стручни лица за тоа што на нив им треба. Многу често ни се дешава да клиентите бараат нешто што можеби, ајде да не можам да кажам дека не е убава, нема некоја функција. Си дошол кај нас со цел да ние направиме нешто за тоа што ти не го работиш. Да работиме ние. Да си побарал помош едноставно од нас. Така, да. Сега ние кажуваме, ние работиме, ние твориме за да ти овозможиме нешто што си дошол да побараш од нас. Да, се дешава да кажуваат они на нас што и како, ама ја сакам вака, сакам розев цит, например, сакам, не знам, дупка оде да ми ископаш. Кај нас не постои невозможно. Генерално све е возможно. Кај вас постои невозможно. Кај нас ние можеме да се справиме со све тоа, ни се предизвици, не постои невозможно, али да, има некојаш барања кои што не се логични. Не се невозможно. Тоа се и едни од предизвиците со кои што се соочувате сигурно. Кој е начинот на како да го поставам ова прашање за да ме разберете? Во смисла, кој е начинот на да ја поставите таа анамнеза, како што кажувате, или таа диагноза, или било како, ако при тоа ги немате доволните информации, ако при тоа не ви се даваат доволно не знам, пристап или било како? Ние си имаме постојано систем на функционирање која клиент доаѓа кај нас. Даваме една мала задача која што треба да ја заврши, пошто не секогаш ни клиентите се свесни што сакаат и што им е потребно. Ние си имаме еден документ кој што ни го пополнуваат пред да почнеме да работиме, каде што е детално и прецизно и концизно поставено прашањето за стилот, за вкусот, за материјалите кои што они нас не ги кажуваат врз база на кои што ние понатака работиме. Не можете на бланко онака да се работи. Да, тука се дешаваат многу грешки, тоа долго време трае, додека ако не го запознаеш клиентот кој што е пред да почнеш да работиш, тоа е неуспешен проект. Ви се случило ли комплетно отворени раце? Еве ви го домот, правете што сакате. Најлошиот момент е тоа. Предпоставувам. Еве ви го мојот дом, што сакате направете од него. Два пати, да, повели, еве ти одврзани ти се рацете и онда кога ќе се направи нешто каде што ни се одврзани нели рацете, или се дешава дека имаме многу измени. Сакам да сменам ова, сакам да сменам ова, сакам да сменам она, или финансиски не е издржано тоа. Јасно. Затоа се поставуваат јасни прашања уште у старт и се дефинира работата за да го немаме тој момент на крај. Така. Вања, покрај во вашата ординација во Вивидерм, покрај нели тоа што го работиш, имате и естетска медицина. За жал или за среќа стана многу актуелна. Реално колку конкретно како доктор ја поддржуваш естетската медицина со оглед на тоа дека се уште има многу реални проблеми кои што ги имаат луѓето, а сепак се подвргнуваат на естетика? Не ја поддржувам многу. Значи јас сум можда меѓу првите кои што почнале со естетска медицина уште пред некои 17-18 години. Зар постоеше тогаш? Постоеше сега, ние нели каскаме обично тука во али самиот збор естетска медицина, значи работиш со здрави луѓе.
тој што е доктор и кој што сака да лечи, тука немаш предизвик. Така. Немаш предизвик, значи ти доаѓа сакам вака. Ако може да е така, тоа е нешто слично со како со Да, со претпоставам, интериер. видете колку Значи, слични работи најдовме, Тоа е да. многу поврзано Неверојатно. директно со вајарството. Ти си Не, отворил една сфера вајар. така нешто. И сега сакам, не може. Носат слики, на пример, од Направиме Анџелина Джоли. Не, Анџелина Джоли, на пример носат од некои непознати кои што се не знам, на Инстаграм од Латинска Америка, нив Господ така ги создал. Ја викам ова 40 доктори да доеме, вака не можете да те направи. Така. Тоа е генетика. И така да реално негде скоро до 10% имам смалено естетската медицина. Ептен кај луѓе кои што си се ревностни, кои што доаѓаат редовно, кои што сакаат да се грижат за себе, а овие претерувања и модни трендови ги избегнувам, си одам на патологија, на лечење болести и на последната субспециализација која што ја работам, тоа е дерматохирургијата, така наречена пластична дерматохирургија, каде што се што е она мало, каде што го гледаме во ординација, значи го диагностицирам, гледам дека таа бемка веќе е малигнизирана, одма се вади, таа е превентивна, куративна медицина, како што кажав и на почетокот. Тоа се работи веќе на запад и со закон. Неколку работи за мажи се законски одредени, неколку работи за жени. И тука се спречува во огромен процент е паднат бројот на некои карциноми или на некои болести. И сега тука има бенефит и пациентот и самата држава. Пред да го вклучиме Брик, имам само уште едно прашање. Во насока на имате ли некаков ритуал пред да почнете да работите? Не знам, Лука, пред да отидеш да го видиш просторот, пред да почнете со работа, или доктор Вања, вие пред да започнеш со работа, да речеме, или било како? Дали е тоа некој ритуал во смисла на не знам, дали никако наоѓате начин да се изрелаксирате, да испиете едно кафе на рад, да слушате музика, да се изолирате? Не знам. Начинот на организација е многу битен. Зборам се за мен. Јас сум, например, човек кој што рано легнува, рано станува и сакам да ги правам интервенциите од сабајле. Кога си најсвеж. Да, и кога сум најсконцентриран. Значи негде до кај 12 сат. После можам да прегледувам, да давам, например, диагнози, да дам терапија, но не можам да интервенирам, не можам да оперирам. Од сабајле сакам да го направам тоа, со тоа што претходно барам ден до два да дојде пациентот. Ако е нека обична операција која што се прави без проблем ќе ја направам, а ако е нешто покомплицирано, кој што бара понапредни техники, морам да го видам, да го сликам, па да малце тука се пак се подудараат уметноста со, мора да смислиш како таа рана ќе ја затвориш, пошто не сегде имаме исто ниво на и количина на кожа не се затвора, па се прават едни се вика флапови како крилца, па се врти кожата, па тоа се шие и така натаму, али мора да го видиш, па еден ден, два да размислиш каков ќе ти биде пристапот за да се направи, да се изведе тоа. Ние бидејќи им навлегуваме на луѓе во интима, кога ги работиме интериерите, луѓето се отвараат и кажуваат работи, тоа се више енергии кои што се поклопуваат и тоа доста често знае да истрпи. Сега ритуалот пред, не постои ритуал кај нас пред, тоа е целодневниот ритуал кој што на рат и оди од сабајле до вечер. Од сабајле до вечер, така. Последните неколку месеци имаме клиенти кои што се со работа до работно време и можат само попладне да се видиме. И доаѓаме до момент дека нашето работно време е од сабајле до вечер. Така. Дали сме у студио, дали сме на терен, дали се луѓево на терен. И ритуалите од типот на кафе и сам, со музика, взимаш кафе за носење, у кола си со музика и си сам. Да се релаксираш до наредниот момент, до наредниот сусрет со клиентите, каде што... Иона, Брик, почнува денот. Да, зашто те очекува после. Брик? Кај си, бе, Брик? Јас си пуштам музика. Чекај, прво да те прашам и тебе како си, знам дека си пушташ музика, ја слушам јас во позадина музиката, си оди баш онака како што треба.
повели со твоите прашања до гостите. Па јас се мислам како да ги спеам архитекти и дерматовенеролог, ама снимале многу сличности. Значи, колку мислевме дека не се слични, ама најдовме многу сличности. Еве Добро? флапови, прозорчиња, такви работи. Да. Не знам, ја музика спојува, според мене. Секоја бранша ја спојува музиката. Заслужува. И верувам дека музиката го гради човекот, нели, во текот на животот. Апсолутно. Па би ве прашал вас, што највеќе ви лежало вака, што највеќе сте слушале во животов, каков тип на музика, омилени артисти, каде сте сакале да излегувате, така во кратко да ми кажете за вашето. И што се уште слушаат? И што се уште слушате, да, да. Тоа е врло интересантен момент кај мене, бидејќи јас сум дете на југословенско дете, кое што растело со Нови Вал. Со Прљаво казалиште, со Дарко Рундек, со Идоли, и најбитно све со Бранимир Џони Штулиќ и Азра. Татко ми е ден денеска фанатик за Азра. Ние дома имаме графики, еден познат црногорски сликар, кој што му има направено монохром црно на бело и бело на црно, две графики од албумот Кад фазани лета. Така да, екс-рок и светски рок-н-рол и метал моменти кои што Добар избор, нели? Кој би рекол? скроз нешто со што сум пораснал и кое што и ден денеска живее во мене. Браво, супер. Со електронскава музика до кај се? Не баш. Со Ја електронска- гледаш, јас мојава електронска музика сегде да ја протнам вака. Види, не е дека не постои, тоа е нешто што го Како, тоа е тренд. Не, Или- тоа е нешто што го спознаваш ти во текот на годините, каде што ќе почнеш да искачаш, ќе почнеш да одиш, ќе Така. менјаш средина, околина, патуваш, ја дознаваш електронската музика и не е дека имаше период од мојот живот на кога беше средно, кога се фокусирав толку многу на иднината, каде што дабстеп и драм н бейс беа 24/7. Тогаш имаш електронска музика. Каспан руско одеа и она доаѓаат моите дома трешти цела куќа со дабстеп и викаат што е ова? Пошто на нив име не познаат. Да, да. Така да електронската постои тоа. Добро. Во однос на електронската музика, у моје време да е малце покасно. Кога бе више прва година на факултет, апропо на југословенско дете, јас сум па и роден сум во Југославија, раснен сум со таа екс-ю музика, меѓу кој што највише ми се свигало. И до ден денеска слушам, например, Бело дугме, и тоа се комплет. Нормално ги почитувам нашите пејачи, кои што во Македонија доста интересно се, иако немам некој големо познавање од музика. Мислам дека сме можда заедно со Хрватска на овие простори една земја каде што не може да стане пејач без сериозно добар вокал. Да. Кој Баш што така. кај нас, например, стандардите ги постави Тоше, кој што можда сега некој ќе ме исправи од музичка академија, али тоа се сериозни вокали и Тамара и така натаму, се денеска што се пее. Нормално ова поп музика од наше време, од Майкл Джексон, Queen и така натаму рок. Така. И али најчесто кога би сакал да се релаксирам и конкретно за овие потешки операции, ми е најдобар chill out jazz, ама јужноамерикански, да. Дали од Кариби, дали од Бразил, Нешто со конги, боса со нова, перкусии. да. И ова какви стручни одговори до овој брик. Фала ви. Виде? Фала ви многу на одговорите, супер, баш. Чекај, Интересно. имаш нешто од XU да им пуштиме? Како не, па ја знаеш Привет, дека е најди. XU македонско. Најди, одма да им пуштиме На нешто. моја журка добро ги си помине. Може и со... мора да ли одиме сме? сите заедно на журка кај Брик, затоа што Брик си пушта таква музика, Да, знае и XU, знае македонска музика, да сврти Повеќе покај на ова македонско, ама. ретро Ние музика. тоа го сакаме, ние го обожаваме домашно. Јас Најубаво е. поддржувам домашно, Па мислам. секако да. И треба. Секако. Зошто? Многу често никако самите не знаеме да си го почитуваме тоа што го имаме. Да, за жал Тоа така. ужасно ме нервира. Да, и Па не знам се дали ги гледавте, ги почна да ги дават последните концерти на Бело дугме, поготово е во Загреб. Па пола публика беше генерации кога
не биле ни родени кога било Дудме. Да, а ги знаат песните најзест, така. Дури пејачите ги знаат. Ова е веќе Дино Дворник. Да, Го познат. Дворник, да. Пушти глас. Пуштате глас, Ризија. Дино Оца Дворник фашизма. Ја го можам. Дино Дворник Он е беше... посебен, да, он е посебен. Сам артист на сите времиња, некако. Жално е што многу прерано замина. Тој тип на музичари кој ќе слушнеш, знаеш дека е тоа. Готово. Како музиката Прв на ритм. Бело Дудме, индекси, Да. лепи сол. ЕКВ да не ги забраваме. ЕКВ. Ќе речем, мене историјата на ЕКВ ми е фасцинантна со сите членови на ЕКВ, со Исто Минатото, завршија. со Милан Младеновиќ, таа приказна. Има еден документарец, не знам дали си го гледал за Екатерина Велика, значи ќе ти го препорачам. Многу добар. Да видиш колку сигурно си го гледал. Да, колку е сето тоа многу чудно кај нив. Јас запознав пред неколку години една особа која што ме раскажувано дека била на концерт на ЕКВ на Милан Младеновиќ во Скопје и тоа така, да, тоа беше приказнато 2,5 сати каде што сам се вака и слушаш. И не трепаш. Да, интересно. Од Режија ми покажува дека имаме уште многу малку време, па некако последното прашање ни дојде на ред, а тоа е фидбекот. Значи, кој е фидбекот од тоа што сте и од тоа што го работите? Фидбекот кон вас? Фидбекот, најбитниот фидбек за доктор са конкретно е кога ќе даде пациент излечен, кога си го излечи, Така е. кога е позитивен. И во текот на работниот процес, кога соработува со тебе, кога слуша, пошто имаме се уште многу ниска култура на здравствено воспитање. Значи, кажуваш ти нешто, они читаат сега на artificial intelligence, не знам, на... Ама тоа било опасно за ова, опасно за она, Google доктори, нели? Не може тоа да ти каже точно, не е 100% точно. И иначе најголемата сатисфакција тоа, а целосниот фидбек, мислам дека се уште како држава после 35 години го немаме заради тоа што се дозволува секој да работи се и се што и да кажува се и се што и да пишува на Google и да пишува некакви си писма и така натаму, а не се слушат. Добро, ама личната сатисфакција, личниот фидбек е најважниот во случајот. Ќе видам дека е излечен пациентот, дека тоа што сум го извадил и сум предпоставувал во таа работна диагноза дека е карцином во почетен стадиум, па кога ќе ми дојде патологијата дека тоа е така, дека си го спасил човекот од сите тие понатаму што голготи. Тоа е нешто Да спасиш човечки живот, па кај вас е тоа посебно битно и значајно. А за тоа колку се докторите или дизајнерите или водителите било кои ценети во државава, тоа е веќе нешто нешто кое што е сосема... Да, на жалост сите професии интелектуални во кои што има и услужна дејност, кај што им кажуваш се најмалку ценети и тоа луѓето не очекува дека треба да го платат. Така кога се јавуваат кај некои мои другари адвокати им викаат само да дам на 5 минути да те прашам. Тој човек Тоа е совет, тоа не така. Да, не сега, завршил правосуден, тоа што ќе ти го каже, тоа е тоа што треба да го работи. Па еве Вања земи, значи докторите, професорите, наставниците, апсолутно, кои што треба да дадат едукација на млади луѓе кои што се најважни, па зашто да е најнеплатената професија? Новинарите исто. Ама сите, мислам земи она. Така. А таму каде што не треба, не може да му кажеш направи го вака, значи си знае како треба да го направи. Така. Фидбекот во нашата работа ќе кажат одма задоволен клиент. Па имам поголема сатисфакција од тоа после одредено време кога луѓе почнаа да живеат таму каде што ние сме делувале претходно и кога ќе ги прашаш како е и кога ќе уствари кога ќе ги прашаш, кога ќе ги посетиш, кога ќе видиш дека тие луѓе суштински се среќни во домовите каде што ти си оставил своја трага и оставил свој печаток за нив, гледаш дека се среќни, па за мене нема ништо. Нема поголем фидбек, така. Може би фидбек исто тимот кога работи на тој проект, сложност, тимска работа, тимски дух додека се работи, па после среќата на луѓе кои што ги гледаш. Заедништво, така, првенствено од почнувајќи од работата, а потоа сето тоа се рефлектира и на самата работа, што е многу важно.
Јас секогаш сакам да кажам дека мојот фидбек е имањето на вакви прекрасни гости кои што се одзиваат на поканата и кои што имаат што да кажат. Не само кон мене и за мене, туку и за пошироката јавност. Брик, никогаш не сум те прашала кој е твојот фидбек? Знаеш дека еве прв пат Не праша за во делов на музика. Добро. Добро. За стоматолошки дел ме немаш прашува. За стоматолошкиот се знае што е. Така е. Задоволен пациент? Да, фала Богу. Добро. Тука некаде се одјавуваме. Брик, ако сакаш можеш да си седнеш. Ќе дојдам. Дојди си. Јас секогаш сака се меѓу гостите. Фала ви многу, дечки. Некако многу, да. И со мене вака. Фала ви многу, да, многу ми беше драго што бевте дел од фидбек. Имаме, мислам дека вашите професии, вашите области се всушност теми за кои што можеме да зборуваме уште минимум 3 емисии, па да бидат малку. Така е, да. Да ни навлегуваме во оние баш професионални делови, меѓутоа мислам дека малку чепнавме од првика. Која е позадината? Ние си бараме секогаш прозорче каде што можеме да кажеме нешто од нас. Тука сме постоиме, ценете не, барајте не. Така е, така е. Супер, фала уште еднаш, се надевам дека убаво си поминавте и вие, мене ми беше добро. Брик, како си помина ти? Вака ми летна И емисија. мене ми летна време. Ти ни пушташе супер музика, фала ти уште еднаш. И овде се одјавуваме на единица, или на двојка, или на кран. Ево, овде сме, добро. Чао, се гледаме во следна сабота, 19:30.